Добро вечер и добро дојдовте во најновото издание на информативната емисија Отворено за. Вечерва мој ваш гостин е господинот Славче Трпевски. Господине Трпевски, добро ни дојдовте повторно во студиото на К1 телевизија, добро дојдовте повторно во Отворено за. Добро ве најдов. Катастрот е една од најотворените институции во Република Македонија, така да во секое време сме ставени на располагање. Вашето последно гостување тука во Отворено за во К1 телевизија го завршивме со информацијата дека во иднина имотните листови ќе може да се издаваат и преку интернет. Сега сте тука, веќе тие се издаваат. Колку имотни листи имате издадено? Да, еве од декември некаде минатата година, значи конкретно на минатата година, го воведовме новиот дистрибуцијски систем на Агенцијата за катастар недвижности, па заклучно еве до денес издадени се преку 1600 имотни листови и не само имотни листови, туку копии од катастарски планови, список на индикации и други производи на катастарот кои што се во електронска форма, фактички се издадени преку овој систем, односно граѓаните, компаниите, наместо да доаѓаат во катастарот, сега се најавуваат преку овој систем и можат да направат електронска или хартиена нарачка, доколку ја направат електронска нарачката, веднаш електронска верзија на имотниот лист, електронска верзија на копијата од катастарски план или другите картографски производи, за неколку секунди стигаат на нивната мејл адреса и нормално цените во електронската услуга и се поевтини за некаде 20%, а исто така граѓаните или компаниите можат да ги нарачаат овие имотни листови или други податоци во хартиена форма, значи електронска е нарачката, но на нивната домашна адреса во хартиена форма ќе им се направи дистрибуција на овие податоци. Интересно е да се каже дека во овој период покрај корисници од Република Македонија, веќе имаме и корисници надвор од Република Македонија, така да имаме нарачки од Америка, имаме и од Канади, од Австралија. Претпоставам дека се тоа наши иселеници кои што имаат имот, но самиот систем, отвореноста на катастрот, отвореноста на самиот систем овозможува да бидеме блиски до секаде во светот. Господина Трпевски, неодамна сите можевме да го видиме оној отчет голем кој што го даде ВМРО ДПМН за работењето во изминатите 10 години. Бевте дел од тој настан и вие дадовте отчет за оно што катастарот го работеше. Накратко, еве за нашите гледачи да слушнат, што е оно што катастарот го одработи во изминатите 10 години? Да, во неделата беше промовиран отчетот за 10-годишната работа. Во овој отчет кој што веќе е достапен и на веб страната на нашата политичка партија ВМРО ДПМН и секој граѓанин може да пристапи, да си го симне и да го прочита. Секако од во текот на денешниот, утрешниот ден ќе биде и дистрибуиран до граѓаните. На 450 страни се напишани најкрупните проекти. Значи покрај она што е влезено, има и проекти кои што не се влезени во тој отчет, но најголемите работи се влезени во овој отчет. И повикувам сите граѓани да го симнат детално, да го прочитаат, да видат зошто оваа книга можеби тежи 2 килограми. Значи не се голи фрази и политики напишани, туку во сите проред се напишани илјадници проекти кои што до овој момент се реализирани. Ова е добро за споредување, ако досега отчетите ги меревме во страници отпечатани, сега почнавме и во килограми. Колку повеќе проекти, 3500 проекти реализирани, значи преку 4000 проекти веќе се тука наброени, кои што правејќи оваа страна сите институции, нормално сите функционери моравме да ги собереме најкратко што може во најмали сегменти сите работи што сме ги направиле, за да има колку толку пак еве за 450 страни испаѓа многу голема книга. Ако се распишавме во сите проекти што сме ги завршиле, па понатаму и подетално да се навлезе, тогаш не знам колку страници ќе беше самиот отчет. Во секој случај многу концизно во 9 поглавја се наведени крупните работи кои што се направени во овие 10 години. Посебен фокус е оставен за последниве 2 години, бидејќи сепак нели од 2014 година го добивме мандатот од граѓаните и еве 2 години веќе ја практикуваме власта. Што се однесува до катастарот, тука има наведено 30 најкрупни проекти, што се однесува до работата на катастарот од 2014 до 2016 заклучно до сега.
Можам да кажам, во програмата што ја имавме за проверено за време на изборите во 2014 година, беа наведени 16 крупни проекти кои што катастарот требаше да ги заврши и заклучно со овој отчет, веќе 11 се завршени или 69% од програмата за катастарот е завршена, но ние тука не застанавме. Покрај овие проекти што беа наведени во самата програма проверено, ние како катастар во овие 2 години реализиравме дополнително уште други 9 проекти. Само да ги споменам, пример, намалувањето на цените на геодетските лаборати, наменување на цените за 16,1% за катастарските производи, уредувањето на меѓите и така натаму, значи и други проекти кои што надвор од програмата сме виделе дека можеме да ги реализираме, истите се реализирани. Кога станува збор за катастарот или за институцијата чиј што прв човек сте вие, она што е новина е тоа дека катастарот електронски се поврзува и со останатите институции во Република Македонија. Колку тоа придонесува за да се убрзаат одредени постапки, за да се олесни пристапот до информациите или да се заврши побрзо некоја потреба која што имаат граѓаните, но и институциите, бидејќи вие сте институција од која што покрај граѓаните услуги користат и останатите компании, фирми, помали и поголеми. Така, во самиот отчет, во самото излагање на председателот на ВМРО-ДПМН, самиот истакна дека во почетоците тамо 2005-2006 година голем фокус беше 4 државни институции силно да се реформираат. Значи катастарот, царинската управа, управата за јавни приходи, централниот регистар се они институции во кои што ако сакате да имате развиена економија мора да ги средите за да функционира да функционираат работи како што функционираат денес. Не случајно се новите 150.000 работни места, не случајно е падот на слабката на невработеност, затоа што створени се сите потребни законски, но и технички предуслови од овие 4 институции за да може бизнисот да биде растерен од разноразни формални работи кои што претходно ги имала. Електронскиот катастар беше ставен во програмата уште во 2008 година на нашата политичка партија. Во 2010 година се реализира на ниво на Скопскиот катастар, а во 2012 година електронскиот катастар го воспоставивме на целата територија на Република Македонија. Значи, веќе потоците на катастарот можеше да се гледаат од било кој град за било кој град, имотни листови и така натаму можеа да се ваѓаат од Веле за Скопје, од Скопје за Кавадарци. Сега веќе тој електронски од дома може да се направи, но тоа беше првата алка, првиот предуслов за да може да пристапиме кон електронско поврзување на професионалните корисници. Најнапред ги поврзавме нотарите, тоа се околу 200 нотари на ниво на цела држава, сите се поврзани, исклучиво електронски работат со нас, потоа ги поврзавме општините, извршителите, геодетските фирми, проценителите сега, судовите, министерствата, институциите. Само минатото лето променивме 30 закони со цел целокупното законодавство да го согласиме за сите државни институции или институции со пренесени јавни овластувања, наместо граѓаните да ги праќаат во катастарот, тоа да го прават тие по електронски пат со катастарот. Така да во овој период, ова електронско поврзување направи неколкократни добивки за повеќе институции. Прво за катастарот се зголеми брзината на работење, брзината на решавањето на предметите, бидејќи истите доаѓаат во електронска форма и полесно е да се пребаруваат и обработуваат. За самите граѓани, сега веќе кога ќе се случи договор за купопродажба, граѓанинот не доаѓа во катастарот, туку нотарот по електронски пат го доставува до катастарот, катастарот електронски го решава и електронски се издава имотелист во канцеларијата на нотарот, значи се намалија самите трошоци. Така да ова електронско работење дури ни овозможи на ниво на година, на минатата година примивме преку 2 милиони предмети, од кои 1 милион или 50% се веќе по електронски пат добиени. Значи гужвите исчезнаа, оние познати гужви што беа по катастрите веќе ги нема, а причина за тоа е електронското поврзување со овие институции, зашто ако направиме една споредба, во 2006 година сме примиле 300.000 предмети и гужвите беа неверојатно големи. Во 2015 примивме 2 милиони предмети, а немаме гужве. Значи, енормно зголемување на обимот на предмети што го прима катастарот, благодарејќи на многу мерки што ги има преземено владата и реализирани проекти од страна на катастарот и од другите институции, а гужвите ги нема. Тоа се должи токму на тоа електронско поврзување и стратегијата на владата на Република Македонија за интероперабилност меѓу институциите, односно исто проектот за нема погрешна врата или едношалтерски систем каде што граѓанинот треба да дојде на еден шалтер, а институциите меѓу себе да се соработуваат за истиот да ја добие потребната документација и информација на тој шалтер.
Дали токму ова е причина што катастарот е институцијата која што од најниско ниво или од најнепопуларната институција стана една од водечките во Република Македонија? Многу работи се презема во тој дел за катастарот да стигне до ова ниво. Една од главните работи е и ова, електронскиот катастар, електронското поврзување, но секако џабе ќе се поврзите со сите институции ако немате податоци, ако не си го направите катастарот. Така да големо внимание се направи во минатото да се воспостави катастар на недвижности, значи да имаме катастар, оние поседовни листови да заминат во историјата, да дојдат новите имотни листови каде што граѓаните со тој имотен лист може да го купуваат, може да продаваат, може да го стават по залог својот имот. Понатака дигитализацијата на катастарските планови. Сега на почеток да разговаравме како граѓаните од дома може да си нарачаат копија од катастарски план или извадок од катастарски план или список на индикации. Тоа беше мислена именка во хартиено работење. Значи со дигитализацијата на овие податоци веќе истите стануваат јавно достапни и лесни за дистрибуција. Катастарот исто така со помош на Светска банка направи и реновирање на своите простории. Значи се изгради нова зграда во Скопје. Во Скопје беше тешко и да се дојде до влезот на катастарот, а не да се заврши некоја работа. Пошто имате 6000 град, а тогаш имало само 2 шалтери. Тоа е нешто незамисливо. Денеска имаме 13 шалтери, но и тие се празни, бидејќи со дигитализацијата, со електронското поврзување, тоа се надмина. Многу процеси во овие 10 години се направени, многу труд е вложен. Јас во прилика сега да им се заблагодарам на сите вработени, на менаџерскиот тим на катастарот, кои што многу ноќи останаа за нас непреспиени, но успехот е неминовен, посебно што не само тоа што е напишано во отчетот, туку само да се подсетиме во ноември месец Институтот ИРИ, Републиканскиот институт Америка, катастарот го рангираше по степен на доверба меѓу граѓаните веднаш по председателот и владата на Република Македонија. Европската комисија секоја година има пофални зборови за катастарот, за реформите што ги прави. Минатата година имаше пофални зборови во делот на регистарот на цени и масовната проценка која што треба да ја направи. Тоа се сите оние процеси и трендови кои што во моментот во светот се одвиваат. Ние како катастар воопшто не заостануваме, напротив, сме рамо до рамо со катастрите. Минатиот месец подпишавме меморандум со работка со холандскиот катастар, каде што представникот од катастрот со едноставни зборови ни кажа: добре дојдовте во Лигата на шампионите на катастрите во Европа. Ако претходниот договор за соработка значеше дека ние цело време црпиме податоци, информации, односно помош од нив, сега овој договор предвидува и холандскиот катастар да дојде кај нас за да помогнеме за некои процеси ние што сме ги завршиле. Да не се лажеме, ова не значи дека се е идеално. Но ова значи дека сме направиле одлични услови за понатака уште повеќе да ги средуваме работите. Кога станува за она што е нешто ново од катастарот, сигурно тоа е и регистарот на цени. Да. Сега секој може да провери што, каде, по која цена се продава, па може и да си калкулира кој, каде и што да купи. Колку овој начин на работа е прифатен, се уште е новина, нели, кај нас? Да, значи, за една недвижност е многу битно кој е собственик на истата, со која површина е истата и третата компонента за секоја недвижност е колку вреди истата. Тие се некои основни базични компоненти кои што секоја недвижност треба да има. Последната компонента вредност на недвижностите, значи ние го воспоставивме катастарот на недвижности, знаеме кој чиво е, со дигитализацијата веќе ги уточнуваме и површините на самите парцели, но вредноста е третата работа што ние како катастар ја започнавме да работиме во 2013 година со новиот закон за катастар на недвижности и активно работевме фактички 2 години за да го воспоставиме регистарот на цени недвижности. Тој минатата година во март месец, значи во овој период од годината беше воспоставен, ставен во редовна употреба и истиот започна да се полни со податоци за цените за сите трансакции што се случуваат, значи на недвижности, но и за закупите. Така да ние на многу еден транспарентен начин, како што се случуваат тие трансакции, доаѓаат кај нас во катастар на недвижности да ги запишуваме, ги обработуваме, ги проверуваме и јавно на нашата веб страна ги објавуваме. Тоа возможува секој граѓанин што е заинтересиран да пристапи на нашата веб страна, да го види подрачјето што е предмет на негов интерес и да види по која цена и тоа во кој период од годината се продавани недвижностите, по која цена се издавале подзакупи и тоа збориме за сите типови недвижности. Значи збориме за станови, за деловен простор, за ниви, за градежно земјиште, за шуми, за ливади, се она што е продадено.
Минатата година во регистарот на цени закупни влегува преку 20.000 трансакции. Така да 20.000 трансакции веќе граѓаните можат низ цела територија на Република Македонија да ги видат и може да видат и кај се продава и кај се купува, кај е интересот. Знаете, во Велес може да се случи да определено подрачје е интересно и во моментов тоа е интересно и таму се случуваат трансакциите. Сега граѓаните примети дека таму се случува нешто и може и онда се заинтересира евентуално да види зашто тоа се случува. Предпоставувам дека имате информации каде најмногу се купува, каде најмногу се бара во Македонија. Дефинитивно Скопје како најголем град е градот каде што највише се купува, највише се продава, највише се издава под закуп земјиште, но не заостануваат и другите градови. Многу интересно е да се види дека како појава една позитивна што се јавува, да имаме многу купопродажби, она што го работат градоначалниците, да прават нови зони за станување, нови зони за продажби, токму на нови локации. Значи повеќе се продаваат нови локации, нови станови, нови плацеви за куќи, отколку стари постојни што се од поодамна. Но и тоа е една убава анализа што кажува каде се движи пазарот на недвижности. Ако порано не знаевте ни колку е цената на вашиот стан, ниту па колку евентуално може да барате, односно сакате да купите, не знаете по која цена ќе ви продаде, сега веќе може да знаете колку е веќе нешто продадено историски. Како катастар ние продолжуваме со работата и како е еден иден проект ни доаѓа масовната проценка, каде што секоја недвижност ќе добија своја цена, но ова е првиот чекор, регистарот на цени е првиот чекор кој што треба да овозможи транспарентноста на пазарот на недвижности. Ако понешто катастарот на Република Македонија во изминатите неколку години беше споменуван, тоа е по проектот за легализација на дивоградбите. Од пред години и пол почнавте веќе и со изработка на елаборати за семејствата кои што се во социјален ризик. Так. Колку бесплатни елаборати досега имате изработено и која е бројката на легализирани дивоградби? Токму така, Агенцијата за катастар на недвижности уште во 2011 година се вклучи во процесот на легализација на бесправно изградени објекти. Учествувавме дури и уште пред да се донесе законот. Катастарот со помош на меѓународни експерти направи една студија со која што фактички се трасираше патот како во Република Македонија се направи легализација на бесправно изградени објекти. Благодарејќи на таа студија се направи многу поедноставен закон за легализација, кој што даде стварно одлични резултати. Закон за легализација на дивоградби има и во Хрватска, има и во Србија, но процентот на легализирани не се движи повеќе од 2 од 3%, затоа што направија многу сложени закони, кои што се потребни многу услови да се исполнат, едноставно граѓаните не ги прифаќаат. За разлика од кај нас, во период само од 6 месеци, од март 2011 до септември 2011 се пријавија 360.000 барања за легализација на дивите градби. За овие 5 години, сега сме веќе во 2016 година, имаме во катастарот запишано преку 147.000 легализирани дивоградби. Значи, веќе тие објекти се легализирани и полека се стремиме кон оние 50% на легализирани. Патем во овие 5 години и се подобруваше законската регулатива. Многу пречки што се појавија на терен во легализацијата веќе се надминати. Например, ако порано не можеше да се легализира доколку вашиот објект влегува кај вашиот комшија, е потребна изјава, но сега комшијата не ја дава, со последните измени од законот сега може да се легализира објектот, но секако останува правото на комшијата да бара од вас да му се плати соодветен надоместок. Исто така ако беше забрането да се легализираат објекти околу вештачките езера, и вие имате тука познато Велешко езеро, сега веќе и тоа е овозможено да се легализираат тие објекти. Исто така и покрај патишта, покрај пруги. Многу работи кои што во текот се појавија како проблем се легализира. Еден од проблемите кои што се јави е и граѓаните кои што се приматени на социјална помош, граѓаните кои што примаат постојна парична помош и лицата со ниски примања до 168.000 денари бруто на годишно ниво, истите едноставно немаат средства, иако цената на елаборатите кошта 31 денар по метар квадратен, сек пак немаат средства да нарачаат вакви геодетски елаборати. Имајќи го предвид до тоа, пред година и пол, како што напоменавте, се промени законот и се овозможи катастарот да изготвува бесплатни геодетски елаборати за овие граѓани. Од 2014 година, негде август, па до сега, катастарот има изготвено преку 5300 геодетски елаборати за оваа категорија на граѓани и истите за да може да се ги легализираат своите објекти, бидејќи влегувањето во социјален ризик, во социјална помош, ја го сваќам како моментална состојба која што никој граѓанин не сака да ја има. Тоа е прашање на време кога
човек треба да најде работа, да си го заработи, тоа и нема потреба од истата, но додека трае таа состојба, катастарот е тука, државата е тука да помогне да се направи геодетски елаборати, за да може да се запише имотот, бидејќи нормално е да се запише имот, нормално е да се има имотен лист за истиот. Кога станува збор за она што го работи катастарот или институцијата на чие чело сте вие, несомнено е дека еден од вашите идни планови е изработка на подземен катастар. Може би ова е и она што допрва ви следи како предизвик. Морам да ви кажам дека ние веќе го направивме тоа, во смисла законска регулатива е веќе донесена. Самиот систем на подземен катастар или инфраструктурен катастар, точно кажано, е веќе направен, имплементиран. Тоа е составен дел од електронскиот катастар. И сега во моментов имаме масовни упишувања на подземната и надземната инфраструктура. Значи, некаде околу при крајот на 2014 година, при иницијалниот упис на податоци запишавме преку 23.000 километри водови во Република Македонија. Тука збориме за бакарни кабли, водоводна канализација, оптички кабли, кабли за електроенергетски пренос, така да плејада на инфраструктура 23.000 километри, тоа е огромна должина. Исто така запишавме во тој период преку 142.000 точкасти објекти, како антени, како базни станици и така натаму. Но тоа беше иницијален упис. После овој иницијален упис, а благодарејќи на законот за легализација на бесправно изградени објекти кој што возможи легализација на овој тип на објекти, за минатото прашање заборавив да подсетам дека рокот за легализација за поднесување на барање за легализација на бесправно изградени објекти без разлика дали се објекти или инфраструктурни објекти истекува на 31 март оваа година, значи за неполни 8 дена. Така да секој граѓанин кој што има непријавено, убаво да се искористи оваа шанса и ги повикувам тоа да го направат во општините. Во делот на инфраструктурите, благодарејќи на ова, имаме денеска масовно поднесување на барања за легализација на инфраструктури до општините, односно до Министерството за транспорт и врски, а од друга страна па имаме масовни запишување на инфраструктурите во катастарот. Значи, имаме масовни запишувања на бакарни кабли, на оптички кабли, на водоводи, на канализации и ова е само почеток на она што следи. Значи, како ќе се легализираат овие објекти, така ќе се запишуваат во катастарот. Бидејќи констатиравме да преку 99% од она градежна техничка документација која што е поседува Македонскиот телеком, ЕВАНА, МЕПСО, ЕЛМ, другите институции едноставно не соодветствува со фактичката состојба, не е изработена по сегашните стандарди. Впрочем, кога се правили немало стандарди, затоа е таква состојбата, така да сите овие ќе мора да го поминат процесот на легализација, кој што веќе тече, масовни се од нивна страна поднесувањето на барањето и јас ги поттикнувам тоа и понатака да го прават, се со цел да ја запишат својата инфраструктура и понатака да може слободно да располагаат со нив, а како држава да знаеме точно каде, по која улица, на кое место поминуваат разноразни водови, за да може понатаму кога ќе се изведува некој проект да не дојде до оштетување на истите. Кога станува збор за катастарот и покрај тоа што имате огромен број на реформи, покрај тоа што реално подобрено е вашето работење, сепак имате отворени денови, средби со граѓаните, на кои што средби се обидувате доколку постои некој проблем да го решите. Меѓутоа, овие средби се поттики за уште повеќе да се подобри работата на катастарот. На што најмногу се жалат? Значи, 8 година поред Агенцијата за катастар на недвижности ја спроведува акцијата Отворени денови за катастар и во овие 8 години можеби она првото прашање што ме прашавте кои беа најбитни работи околу развојот на катастарот, Отворените денови на катастарот може би е една од најбитната алка во целиот овој процес. Знаете, ние можеме да се седиме во канцеларија да мислиме дека се е во ред, но на терен не е така. Ние се одлучивме 8 години секоја година да одиме од град во град, од село до село, од населба до населба, за да ги прашаме луѓето, да видиме кои се проблемите и да бараме начин како истите да ги решиме. Ако во минатото беше проблем зошто не ми е решен предметот, затоа што катастарот во 2006 година имаше преку 30.000 нерешени предмети или 10% од предметите од 300.000 примени, 30.000 беа нерешени, 10% нерешени, а да се реши предмет во катастар било потребно да били врски и не знам што. Денеска веќе процентот на нерешени предмети ни е околу 0,2%. Од 2 милиона предмети 0,2% се останале нерешени на крајот на минатата година, што кажува дека ефикасноста е голема. Во државата имаме крупни процеси на приватизација на дворните места, имаме крупни процеси на легализација и главниот фокус на сите граѓани е поставен во овој дел. Еве една новина што може ексклузивно веќе ја соопштам за вашата телевизија е
тоа што имаше голема група на граѓани кои што имаат градежно-техничка документација за упис на своите објекти, но истите во период кога било систематско запишување не ја доставиле. Значи имаме ситуации кога било тоа систематско запишување на правото на недвижноста, кое што права ги правил катастерот бесплатно, граѓаните на повикот не се одзвеле од разни објективни или субјективни причини, но градежно-техничка документација имале, значи одобрение за градба имале, локацијски услови имале, проект за изградените објекти имале, но истите не ги доставиле кога било бесплатно запишување. На вчерашната седница на владата Република Македонија беше усвоен предлог за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности, со кој што се предвидува за оваа категорија на граѓани кои што имаат такви стари одобренија за градење, кои што не ги доставиле во тој период, сега да ги достават до катастерот да направи бесплатен геодетски елаборат и истите да бидат запишани да добијат имотни листови. Значи, ако некогаш пропуштиле тоа да го направат, а други тоа го направиле, им се дава на оваа категорија на граѓани повторно право да дојдат до катастерот, да ги достават тие стари одобренија за градба, нешто што е издадено во минатото, да катастерот да излезе, да ги го направи геодетски елаборат и да се запише тој имотен лист. Тоа се овие контакти со граѓаните кои што ни укажуваат за разноразни работи кои што се случувале во минатото, кои што ние сега сме способни, можеме да ги направиме и ги преземаме и ги правиме. Господин Трбевски, претпоставувам дека се намалува бројот на нерешени предмети, меѓутоа сепак се уште постојат семејства кои што имаат тапи за своите имоти, меѓутоа не имаат имотни листови. Еве да ја земеме нашата соседна општина Чашка е една од општините кои што реално имаат таков проблем. Да, во тој период на систематско запишување на правата на недвижностите, посебно во районот на Чашка, но и на ниво на цела држава. Имаме ситуација кои што граѓани не се пријавиле на таа постапка за бесплатно запишување. Катастерот во законите овозможи да граѓаните да можат сами да се запишат. Сејано сега го треба да направат геодетски елаборат и сега веќе трошоците се многу поголеми од колку што би го правил тоа катастерот. Имајќи ја предвид оваа ситуација, иначе генерално како катастер тој е воспоставен на целата територија на Република Македонија, секоја парцела, секоја педа земја во Република Македонија е премерена и знаеме каде се наоѓа, но имаме 10% од парцелите, говориме за околу 400.000 парцели, со 4 милиона и 100.000 парцели има во државата, се уште се со неутврдени права на сопственост, односно не знаеме чиви се. Во районот на Чашка е тоа посебно изразито. Значи во општина Чашка и околните села имаме 40 катастерски општини, каде што процентот на запишани права е многу мал, многу низок. Изминативе 2 години веќе имаме постојано човек во самата општина, благодарност на градоначалникот што ни ги овозможи тие услови, да граѓаните им дадовме нова можност, значи со измена на Законот за катастар на недвижности се предвидена нова можност за ажурирање на податоците, поточно сите граѓани од районот на Чашка, каде што не ги доставиле документите пред 5, 6, 7 години кога била таа постапка за систематско запишување, даваме нова шанса, нова можност сега да дојдат и да ги донесат документите и ние да ги запишеме и да им дадеме имотен лист. Исто така во район на Чашка, посебно во дел од целата, во тој период дури имало и класичен бојкот. Значи едноставно знам за Горно Јаболчиште, Долно Јаболчиште, села кои што не сакале воопшто да ги донесат своите документи, да ги запишат своите имоти. Денеска веќе имаме барање од граѓаните, ние сме тука и веќе и за истите за нив огласот тече, истиот е јавен и ги повикувам сите села кои што се во районот на Чашка да дојдат да ги достават својата документација за да можеме бесплатно да им издадеме имотен лист. Бидејќи збориме за предел каде што земјоделието може би една од првите гранки, а знаеме дека субвенции не се исплаќаат доколку нема имотен лист граѓанинот за своето земјиште, затоа треба да искористат оваа шанса што ја нуди државата да дојдат да ги донесат својата документација што имаат за имото што го поседуваат, да го идентификуваме каде се наоѓа на лице место и да им дадеме имотен лист за истиот. Што во случај ако некој има на хартија дека има имот, меѓутоа реално не може да го однесе човекот кој што е вработен во катастрот и да покаже ево од тука до тука ова е мојата нива. Значи ние катастрот на недвижности за големите градови е правен таму од 28-29 година до 34-та и ние точно знаеме за секоја парцела од тој период до денеска каде се наоѓа во просторот.
помалите како Чашка регионот, исто во Источна Македонија имаме такви региони во Берово, во Делчево, катастар е правен ради даночни цели, тоа се вика пописен катастар, каде што во еден голем блок се знаело дека определен граѓан има 500, друг 300, трет 1000 метри квадратни, но самите граници меѓу нив не се знае. Катастарот не води евиденција. Затоа се овие акции за граѓаните да дојдат да ни посочат каде се наоѓа. Доколку истиот не може да се наоѓа, односно не знае каде се наоѓа, ние врз база на тие податоци што ги имаме, врз база на другите кои што дале податок каде се наоѓа нивните, можеме од прилика да кажеме точно каде се наоѓа и доколку граѓанинот се сложи со целокупната работа, истиот си добие имотен лист. Затоа овој повик и затоа и за нас е битно што помасовно граѓаните да се одзоват, бидејќи ние точно знаеме за определен блок кои се собствениците, колкава површина има. Но многу е битно да знаеме и каде точно се наоѓаат во просторот. Така да било директно, преку директни докази, било преку посредни докази, сме во состојба да утврдиме каде се наоѓа определена недвижност. Господине Трпевски, кои се следни планови на катастарот? Каде ќе оди оваа институција? Како ќе се развива? Катастарот во моментот е институција која што ги следи сите оние светски трендови што ги прават сите модерни кадастри. Во оваа програма која што беше од 2014 до 2018 година, започнавме многу проекти кои што ќе ги продолжиме и во новата програма. Пред се тука е масовната проценка, ја начнавме малце со регистарот на цени. Значи масовната проценка е систем кој што ќе овозможи секоја недвижност во Република Македонија да добие своја цена. Знаеме сега дека човек ако сака да земе кредит, банките имаат своји проценители, па тие ги проценуваат, ги потценуваат недвижностите за да бидат што пониски или за да се осигураат што повеќе така натаму и така натаму. При систем на масовна проценка тоа ќе биде минато. Или се прават сега имаме големи експроприации на пример за патишта, за автопати, за други регионални патишта, па не се сложуваме околу цените. При систем за масовна проценка државата која ќе го гради тоа однапред ќе знае колку треба пари да плати, бидејќи точно ќе знае колкави се цените за секоја недвижност поединечно. Значи системот за масовна проценка продолжуваме да го правиме. Нешто што го започнавме сега, ќе продолжи и после изборите, адресниот регистар. Видете како немањето на адресен регистар, немањето на адресен систем направи да определени политички партии да направат страшни шпекулации. Знаеме во Македонија дека преку 90% од селата немаат уличен систем, поточно цело село се води на една улица. Најчесто улица без уличен систем, ББ. Или во Тетовскиот крај, улица 101 ББ, цело село. И сега, кога ќе се влезеше на сајтот на Државната изборна комисија, кога ќе се искуца таа адрес, испаѓа дека 500 луѓе живеат во една куќа, што е нонсенс. До сега и понатака општините се надлежни за околу адресите. Централниот регистар беше надлежен за централно да ги води овие податоци, но отсуството на географска компонента ги правеше овие проблеми. Конечно, овој проблем беше проблеми на ниво на Европска унија. Затоа во 2014 година Европската комисија донесе директива и детални спецификации како треба да се направат адресите на ниво на цела Европска унија. Ние сме во тој дел, во моментов работи и работна група и ќе се донесе нов закон за адресен систем, за адресен регистар, а понатака и детално ќе се препроверат сите адреси, ќе влезат во системот и од тој систем понатака како државните институции, така и приватните институции и граѓаните ќе имаат достапност, односно можност да проверат било која адреса. Исто така, имаме и други проекти кои што не би сакал во прилика да ги откривам, кои што ќе бидат во иднина најавени во новата изборна програма, што ќе значи олеснување на граѓаните по разноразни постапки, процеси кои што ги имаат, например, минатата година направивме измени да ги олесниме оние навлегување на комшика и други да може со изјави меѓу два субјекта да дадат и секој да се биде сам на својот имотен лист. Сега предвидуваме и дополнителни можности за како полесно да се решат овие имотно-правни работи. Исто така светскиот тренд оди кон 3D катастар, 4D катастар и така натаму и така натаму. Тоа се се проекти кои што ќе почекаме за да ги објавиме. Катастарот длабоко навлегува во и технологијата. Господине Трпевски, јас ви благодарам што одвоивте дел од вашето време и бевте наши гости. Се надевам дека бевме интересни за нашите гледачи и дека многу информации кои што ги споделивме оваа вечер беа корисни. Особено за оние кои што
се уште немаат поднесено апликации за легализација на своите дивоградби. Еве уште еднаш за крај да го потсетиме датумот и да потсетиме кои се семејства можат да побараат од вас услуга за да добијат бесплатна изработка на елаборат. Токму така, значи уште еднаш за сите граѓани, за сите гледачи, ваши гледачи да потсетиме дека рокот за поднесување на барање за легализација на бесправен изграден објект истекува за 8 дена, односно на 31 март 2016 година, и ги повикувам сите граѓани кои што немаат поднесено барање за легализација во оној период кога се поднесува од март до септември 2011 година, овој дополнителен рок да го искористат и до општините да си поднесат барање за легализација на својот бесправен изграден објект. Оние граѓани кои што се приматели на социјална помош, лица со ниски примања до 168.000 денари бруто, треба да дојдат до катастарот и да поднесат барање за бесплатен геодетски елаборат. Кон барањето треба да приложат, доколку се приматели на социјална помош, потврда од Центарот за социјална работа, доколку се работи за граѓани кои што се со ниски примања, треба потврда од управата за јавни приходи, и катастарот ќе излезе на лице место и ќе направи бесплатен геодетски елаборат. Рокот за оваа работа за сите барања што биле поднесени во 2011 година за легализација на нивната градба, рокот за изготвување на геодетски елаборат од страна на катастарот истекува до крајот на оваа година, а оние што сега топрва ќе поднесат, значи овој рок сега што е нов, истекува во 2017 година, но апелирам тоа да го направат час поскоро, бидејќи да не чекаме последен ден, бидејќи ограничени се ресурсите и на катастарот и не може наеднаш во еден ден да направи, не знам, 5.000 или 10.000 елаборати, затоа е убаво тоа да си тече нормално, така да упатувам апел до граѓаните да искористат оваа можност. Почитувани гледачи, јас ви благодарам што и оваа вечер бевте заедно со нас. Останете и понатаму на програмата на К1 телевизија. Довидување.